петочно издание на регионалните вести. Муслиманските верници го празнуваат Курбан Бајрам, празник на солидарноста, помирувањето и хуманоста. Празникот е поврзан со принесување жртва курбан и одење на аджилак. Верниците од муслиманска вероисповед денес го слават празникот Курбан Бајрам. Овој празник во својата символика ги сплотува хуманоста, солидарноста и толеранцијата, и за него се врзани повеќе обичаи и традиции. Курбан Бајрам започнува во раните утрински часови со молитва во џамиите, по која верниците кои биле на заедничко молење си го честитаат денот. Откако ќе се посетат вечните почивалишта на блиските починати, празнувањето продолжува со посета на домовите на роднините, пријателите и честитки за среќа и здравје. Домашната трпеза за овој ден е богата, а неизбежен дел од неа е традиционалната баклава. Една од карактеристиките која го означува овој празник е принесување жртва курбан, символика која представува приближување кон Бога. Курбанското месо треба да се дели на 3 дела. Еден за сиромашните, втор за роднините, а третиот се остава за домот. Освен славењето со семејството и пријателите, традициите на празникот налагаат верниците да ги помогнат сиромашните, да покажат хуманост и солидарност и да го поделат тоа што го имаат со оние на кои им е потребно. Овој празник е многу важен, затоа што муслиманот го прикажува својата приврженост пред Господот. Овој празник е доказ на човечката солидарност, толеранција, мирот меѓу луѓето и затоа многу е важен за сите нас. Затоа ја користам прилика во името на муфтиство на ИВЗ Гостивар и во името на сите службеници наши да ви го честитаме овој голем празник. Нека ви е среќен и со многу добри работи. Курбан Бајрам во муслиманската религија е поврзан со одењето на аджилак во Мека и Медина, што го означува петтиот столб на исламот. Празникот продолжува да се слави и во наредните 3 дена. Пред стартот на новата учебна година се прават последните подготовки во училиштата во општина Тетово. Во завршна фаза се реконструкциите на неколку училишта, а со цел поголема безбедност на учениците во сообраќајот се обележува и хоризонталната сигнализација. Во тек се последните подготовки за новата учебна година во основните и средните училишта во општина Тетово. Летниот распуст, секторот за јавни дејности, го искористи за поправки и реконструкции на неколку училишни објекти, кои се во завршна фаза. И раководствата на училиштата ги прават последните подготовки за успешен старт на учебната година. Веќе ги заокружуваме сите градежни активности, кои што беа превземени овој период. Имавме еден интензивен градежен период, каде што скоро во секој основно или средно училиште, па и во градинките, се реализираше некоја активност. Од овие покрупни проекти кои што ги реализираме заедно со Министерството за образование и наука, може да се наведе проектот на основното училиште Лирија, каде што е во завршна фаза веќе првиот дел од реконструкцијата, тоа подразбира санација на кровната конструкција на училиштето. Градежните активности таму се при крај. Информациите кои што ги добиваме од Министерството за образование и наука и од градежната компанија што ги реализира работи, очекуваме дека во текот на едната недела, кон средината на неделата, ова работа да биде заокружена. Веќе заврши и комплетната реконструкција на училиштето во Бродец, каде што имавме комплетна внатрешна реконструкција и надворешно фасадирање на училиштето, како и поставување на централно грејење во училиштето. Се започнати работите и се работи во доградба и надградба на училиштето Кирил и Методи во село Палиште. Таму е поголем градежен захват, така да тој градежните активности ќе продолжат и за време на целокупната ова година.
така да имаме тамо привремено решение за оние ученици што учат во фалиште да бидат сместени во друг објект кој што е во близина на училиштето, и тоа е договорено со местното население, за да се додека се реализира реконструкцијата на училиштето, тоа да биде учениците сместени во објект близко до училиштето, и таму интензивно се работи. Имавме други помали градежни активности во другите основни и средни училишта, во секоја училиште според нивните потреби кои што ги имаја, и веќе тие се претежно подготвени за почетокот на учебната година. Со цел поголема безбедност на учениците во сообраќајот, започна да се обележува и хоризонталната сигнализација пред училиштата и градинките. Почнавме да го реализираме и проектот на хоризонтална сигнализација пред градинките, основните и средните училишта. Веќе процесот почна од пред основното училиште Лирија, и тоа ќе продолжи до да заврши пред сите основни и средни училишта во општина Тетово, каде што ова процес се реализира секоја година пред почетокот на учебната година. Инаку новата учебна 2017-2018 година, наместо на 1, ќе започне на 4 септември, според одлуката на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Министерот без ресор Зоран Шапуриќ, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните предпријатија, вчера беше во посета на општина Тетово, при што посети неколку предпријатија. Тој најави сет мерки кои новата влада ќе ги спроведе со цел подобрување на бизнис климата. Министерот без ресор Зоран Шапуриќ рече дека наскоро ќе започне процесот за намалување на казните со кои се сочуваат фирмите. Тоа е процес кој предвидува менување на 120 закони и со него ќе се спречи понатака да се затвораат фирмите по секоја цена, затоа што тоа нема никој корист. Предпријатието може да се пломбира во рок од 1 или 2 месеци, доколку направило некој кривично дело, рече Шапуриќ. Но што има корист државата ако не е некој огромен не прекршок, него веќе кривично дело, кој прекршок, што би имала корист државата, тој да е затворен 30 дена, 60 дена. Што има корист собственикот, што имат корист вработените. Сите се, условно кажано, народски во зијан. Тој се пофали дека новата влада за месеците јуни и јули успеала да реализира поврат на ДДВ кон фирмите во износ од 42 милиарди денари, што е дупло повеќе од истиот период лани. Со ваквите чекори се враќа мотивацијата кај предпријатијата и понатака да работат и да го шират производството. Тој најави сет мерки за подобрување на бизнис климата, кои ќе бидат првично и претежно наменети за фирмите со високи технологии и извозно ориентирани. На тој начин, навистина, очекуваме таа бизнис клима да биде многу подобра, да ја вратиме довербата, да имаме економски раст, но исто така да го зголемиме увозот и да го намалиме увозот. Знаеме дека надворешно-трговискиот баланс, односно односот меѓу извозот и увозот е неповолен во корист на извозот, бидејќи многу повеќе увезуваме отколку што извезуваме. Значи мораме да мислиме и за стабилноста на макроекономската политика. Министерот без ресор Шапуриќ не даде конкретен одговор околу иднината на Југохром. Истакна дека владата вложува напори тој да се рестартира, но истовремено се залага овој комбинат да ги исполни еколошките нормативи. 4-годишно девојче од Градец тешко повредено при детска игра. Малолетник најверојатно ја допрел рачната сопирачка на возилото, кое се придвижило и го удрело девојчето. На ургентното оделение во гостиварската болница вчера околу 12 часот и 25 минути било донесено 4-годишно девојче од Градец со тешки телесни повреди на главата и на екстремитетите. По укажаната лекарска помош, заради видот, карактерот и сериозноста на повредите, итно е префрлено на скопските клиники во одделот за детска хирургија. Според првичните сознанија од извршениот увид, девојчето повредите ги здобило во двор пред куќа во Градец, каде играло со уште неколку други малолетни деца. Едното од децата најверојатно ја допрело рачната сопирачка од возилото Рено Клио со гостиварски таблици, кое се наоѓало во близина, пошто возилото се придвижило назад и го удрило девојчето.
Се расветлуваат сите поединости поврзани со овој несреќен случај. На регионалниот пат Волковија-Тетово пак вчера вечер околу 23 часот и 40 минути патничко возило Volkswagen Touareg со тетовски регистерски таблици, управувано од 24 годишен тетовец, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во дрвен електричен столб, кое целосно го оштетило. Од излетувањето возачот и двајцата сопатници во возилото задобиле телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пуштени се дома. Причина за излетувањето е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. Околу 6 часа предходно пак, на автопатот Скопје-Тетово патничко возило БМВ со тетовски таблици, што го управувал 21-годишникот Брвеница, излетало од коловоз и оштетило 15 на метри од металната заштитна ограда. Нема повредени во возилото во кое се наоѓала и сопатничка, а вкупната материјална штета се проценува на 180.000 денари. Причина и за оваа сообраќајна несреќа е пребрзо возење. Тетовската полиција информира дека вчера била спроведена акцијска контрола за да се провери техничката исправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, пред се на автобуси и такси комбиња. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера беше спроведена акцијска контрола, во чие средиште беше техничката исправност, односно неисправност на возилата кои вршат јавен превоз на патници, пред се автобуси и такси комбиња. При тоа од контролираните 19 автобуси во Тетово, 4 имале неисправни сопирачки и веднаш се исклучени од сообраќај. Кај 6 автобуси откриена и истечена регистрација, а 3 воопшто не се јавиле на вонреден технички преглед. На 10 прекршители изготвени им се соодветни налози и ќе се соочат со глоби кои зависно од видот на прекршокот се движат од 400 до 500 евра во денарска противредност. Покрај ова откриени се уште 18 други видови прекршоци од возила кои не вршеле јавен превоз. Со гостиварската контрола пак вкупно биле опатени 21 возила, од кои 15 се упатени на вонреден технички преглед, на кои 3 не се јавиле. Со прегледот кај 3 возила утврдена е техничка неисправност на сопирачките, додека 2 возила сообраќале со истечена регистрација. Констатираните прекршоци заокружени се со 8 прекршочни налози и со 5 исклучени возила, со напомена дека на подрачјето регистрирани биле и 3 други видови прекршоци. Целта на вчерашната акцијска контрола е навреме да се откријат и отстранат од сообраќај технички неисправните возила, кои представуваат дел од јавниот превоз во полог, во пресред на започнувањето на новата учебна година. Ова дотолку повеќе што голем број од нив секојдневно превезуваат и ученици кон Тетово и Гостивар или кон околните села, соопштија денес од СВР Тетово. Стои 20 жители на неколку населени места кои гравитираат околу Гевгелија и Богданци, со болки во стомакот и симптоми на труење, побарале помош во Гевгелиската болница. 38 со потешка клиничка слика биле задржани во болница, објави Центарот за јавно здравје во Велес, кој работел на анализите. Според лекарите причина е неисправната вода. Пред неколку дена екипи на градскиот водовод поправале поголем дефект, но за тоа не ги информирале граѓаните, ниту направиле хиперхлорирање на водата. Очајно треба итни вработување во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи за безбедноста на храната во Македонија за брзо време ќе останат да се грижат само 10 лиценцирани инспектори. Ова информација денес на пресконференција ја сподели доктор Ирина Сотирова-Бухова, директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Според неја во секој град мора да има најмалку по 2 инспектори за да се покрие целата земја. СЗИ во моментот располага со 70 вработени. Од тоа, само 30, значи ниту половина од вкупните вработени, не се лиценцирани, односно само 30 се државни, санитарни и здравствени инспектори кои имаат лиценца за самостојни надзори на терен. Ова е бројка
на вработени кои мора да ја покријат цела територија на Република Македонија. И простата математика ќе ни каже дека воколку не се превземат итни и ургентни мерки во следните неколку години Република Македонија, односно Државниот здравствен и санитарен инспекторат ќе остане само со 10 инспектори. Нова силна бура го загрозува југоисточниот дел на САД и островите во Карипското море. Ураганот трет степен Ирма со 185 км на час се приближува кон овие делови. Во меѓувреме председателската администрација се подготвува да побара од Конгресот почетен пакет од 5,9 милиарди долари помош за обнова на погодените области од ураганот Харви. Председателот Трамп донира 1 милион долари од сопствените средства за помош на настраданите, соопшти од Белата куќа. Околу 100.000 домови се погодени од тропската бура. Бројот на загинати луѓе во Тексас е веќе 39. Ова е најмоćниот ураган кој го погоди САД 12 години по Катрина. САД бараат од Русија да го затвори својот конзулат во Сан Франциско, како и 2 анекс згради во Вашингтон и Њу Јорк, соопшти денеска Стејт департментот на САД. Русија минатиот месец нареди САД да го намалат дипломатскиот и техничкиот персонал во Русија за повеќе од половина, на 455 луѓе, откако Конгресот со големо мнозинство ги одобри новите санкции против Русија. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави денеска дека властите го испитуваат барањето на САД за затворање на 3 дипломатски мисии во земјата, при што ќе одговорат кога ќе ја завршат анализата. Изјавата на Лавров е 24 часа по барањето, при што Стејт департментот му даде рок на Кремљ до утре да го затвори рускиот конзулат во Сан Франциско и 2 други дипломатски згради во Вашингтон и Њу Јорк. Бројот на жртвите во судирите меѓу будистите и муслиманите во западните региони на Мјанмар за една недела достигна 402 лица. Според предходните информации, смртниот биланс изнесуваше 109 лица. Војската уби 370 бунтовници рохинги, муслиманско малцинство во Мјанмар. Бунтовниците пак убиле 17 цивили и 15 полицајци и војници. Во западната провинција Рахин често избиваат судири меѓу представниците на будистичкото мнозинство во Мјанмар и муслиманското малцинство рохинги. Во текот на последните години во вакви судири загинаа илјадници лица. Кенскиот врховен суд го поништи реизборот на председателот Ухуру Кенијата, наведувајќи ја како причина нерегуларностите на изборите минатиот месец. Судот реши новите избори да се одржат во рок од 60 дена. Според Ројтерс, одлуката за поништување на изборните резултати е прва од ваков вид во историјата на Кенија. Жена во американската држава Џорџија во јули минатата година била сопрена поради возење под дејство на алкохол, а сега на интернет се појави снимка направена со камерата во полицискиот автомобил. Полицаецот на снимката и кажува на жената што ја сопрел да се јави на тој што би требало да дојде по неа и да му каже да не доаѓа бидејќи ќе ја уапси и ќе ја одведе во затвор, а автомобилот ќе го заплени. Жената му кажува дека само ќе го земе телефонот кој е во скут и дека видела многу снимки на кои полицијата, но тука полицаецот ја прекинува и кажува: "Не си црна, запамти, ние убиваме само црнци." "Да, убиваме само црнци. Си видела на некое видео дека сме убиле бел човек?" Откако минатата недела ја виделе снимката од полицијата во округот Коб, каде што се случило, изјавија дека почнале постапка за отпуштање на полицаецот од снимката. Адвокатот на поручникот Грег Абот изјави дека тој си заминал од работното место. Времето денес беше сончево и топло, попладне со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Утринските температури се движеа од 15 до 22, а дневните од 26 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7.
Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен југозападен и западен ветер, кој во западните делови ќе засилува. Утринските температури ќе се движат од 14 до 21, а дневните од 25 до 33 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Го завршуваме и ова петочно издание на регионалните вести. Имајте убав викенд, пријатно.